Ако грчката позиција се појасно станува дека е таква, е позиција во која што се бара многото сложено да име да биде составен од еден сложен збор, при тоа да биде непреведливо. Ако таа позиција инсистира на уставни промени, инсистира на промена на уставното име, на преамбула, на членови на кои што веќе се усвојувани амандмани, ако се инсистира одредницата за јазикот да не биде таква каква што е, тогаш на што се темели оптимизмот? Ако грчката позиција на крајот на овој процес биде таква каква што вие ја дефинирате, решение нема да има. Но целта на процесот е сите да се изместат од иницијалните позиции. Јас затоа повторувам, оптимист сум дека на крајот на овој процес Македонија може да излезе како држава која нема да се срами, туку ќе може да се пофали со конструктивно, европско, позитивно однесување. Не можеме ние да ги дефинираме потезите на нашите соседи, но можеме да направиме се да покажеме дека Македонија во овој процес влегла со голема одговорност, знаење и со желба тој да се реши. Се зборува многу за руско влијание. Па и во овој процес. Па дури некои овие поместувања во грчките позиции, бидејќи ако се следи една перспектива кон претходните години, очигледно е дека грчката позиција сега еволуира кон нови претходно непознати позиции. Да речеме, се уште на официјалната страница на грчкото МНР пишува дека нивната официјална позиција е дека се залагаат за сложено име со географска одредница на зборот Македонија, to the term Macedonia. Значи, Македонија преведена на англиски. Сега инсистираат на еден збор, слеани одредницата и терминот Македонија и притоа на македонски јазик да не бидат преведливи. Да се вратам, дали можеби дел од овие поместувања сепак свесно се прават за на некој начин процесот да избега и да не стигне до решение, а притоа да изгледа дека Грција била проактивна, конструктивна и така натаму. Анализата на нашите преговори од страна нема да ја прават аматери. Ќе ја прават луѓе кои го следат спорот и се сеќаваат на грчките позиции, а тие што не се сеќаваат, како што рековте вие, можат да кликнат на страната на грчкото МНР и тоа и денеска да го прочитаат. Но ова се аргументи кои ние ги користиме во текот на преговорите. И подсетуваме што значеше ерга омнес во досегашната грчка терминологија, кога го дискутиравме спорот, што значеше географска одредница, кои беа досегашните позиции. Она што паѓа во сенка на сево ова е дека Македонија навистина не само со зборови, иако и зборовите се важни, туку и со конкретни чекори на домашен план, на план на домашни реформи, меѓутоа и на план на меѓусебни односи со Грција и со другите соседи, покажа толку голема иницијатива, што Грција свати дека без потес од нивна страна, впечатокот ќе биде дека тие го блокираат процесот. И нашиот активен однос, одлуките околу аеродромот, одлуката околу автопатот, покажа дека ова не е само зборување во празно, туку дека Македонија свртила нов лист. И тука нема дилеми. Овие потези ни го купија времето и вниманието на Германија, на Америка, на членките на НАТО и на Европската Унија, дека најпосле има искра на акција која што може да предизвика промена на Балканот, која нема да влијае само на Македонија, ќе влијае на целиот регион, и која нема да влијае само сега, туку ќе влијае во следните 10 до 15 години.